Секоја чест. Благодарам за ова прекрасно задоволство. Дарко Коцев го имаме утринава во Добро утро секој утро и не може побаво да започне почитување денот освен со една прекрасна гајда, Инјевска гајда е ова. Точно така. Прво да ви се заблагодарам на поканата и покрај сите други телевизии што токму вие ме приметивте и ме поканивте. Јас сум Дарко Коцев, доаѓам од општина Радовиш, поточно од селото Инјево и од каде потекнува ова гајда. Таму е претежно застапен овој инструмент и токму така ми дојде и желбата и сето тоа да го подновиме и понатаму овој инструмент. Да, го подновуваме, го освежуваме преку младите музичари како што сте вие, Дарко. Ми оставивте впечаток на Facebook, ќе го откријам тоа за гледачите. Млад човек е раритет да се види како свири на вакви инструменти како гајдата. Ќе споделиме со гледачите дека вие живеете во Германија. Дојдени сте овде за Великден, за празникот и ја искористивме приликата да ви откраднеме малку од вашето време. Ајде да одиме со ред. Како тоа еден млад човек се одлучи да свири гајда? Мојот дедо беше гајдаџија и уште 5 годишна возраст си почнав да си играм со гајдата од почетокот и така продолжив. Прво почнав како тапанџија, ритамот, па потоа почнав со гајдата. Првиот настап ми беше на фестивалот Пеце Атанасовски во Долнени во 2001 година на само 6 годишна возраст, каде добив награда за најмлад член на фестивалот. И после сето тоа продолживме еден инструмент, друг инструмент. Во 2009 година се запишав во Средното музичко училиште Илија Николовски Лујво на Соката за традиционална музика и игра, каде таму ги усовршував сите инструменти, народното пеење, народната ора и се друго. И денес така школован музичар се обидувате да го пренесете тоа и на публиката, на јавноста, но и на идните генерации, да вдахнете жар, ќе речам и преку социјалните мрежи, токму преку овие инструменти. На многу умешен, модерен начин го правите тоа. Вашите видеа е еден интересен музички серијал кој што неодамна го почнавте да го правите. Како започна тоа? Правите многу интересен сплет на сам сте вие, но правите еден оркестар од самиот себе си. Така, можам така да речам. Може, да. Сето тоа почнало така спонтано. Јас после моето средно музичко училиште влегов во еден бенд. Пред ние свиреме претежно свадби. Може да ги поздравам моите колеги од првата група Крешендо. Денес сум веќе 10 години како член, како соработник со група Феникс од Штип, кој ден денес соработуваме и оваа сезона исто ни е букирана сета заедно. И кога сите истиот проблем, кога почна короната, гледавме каде да бараме спас, пошто за сите имаше помош, ние музичарите ништо. Си баравме спас и одлучив со фамилијата да заминам во Германија. Каде сето тоа не можев да го правам во домашни услови, тоа ни е сите јасно, комшиите не дозволуваат. Си направив моје студио во подрумот на зградата и јас сум инструменталист, гајдаџија, музичар, не можам без тоа. Денот не може да помине. Да, јас сум пораснат со тоа. Од понеделник до петик работно, сабота и недела во подрум. Така си најдов една доста добра апликација која ми помагаше да го правам сето тоа сам, а да бидеме во голем број. И сето тоа звучеше доста добро и беше прифатено на Facebook. Прво го објавив тоа видео како така... Како хоби. Да, но коментарите, сето тоа беше прифатено. Имаше позитивни реакции. За жал, што беше прифатено публиката се над 40 години. Можам да кажам дека младите кои ќе го сретнат тоа, го поминуваат. Тоа. И така решив да му дадам наслов "Ајде дедо кажи уште една", каде што претежно ги снимам песните кои не се познати. Тие песни, има песни од терени што сум ги истражувал во моето школување. Сега ги снимам и ги објавувам. Тоа се песни кои не се авторски, не се снимени, ги нема. Пренесени народни, пренесена народна мелодија, песни. Каде исто јас од терени, од стари луѓе сум ги наоѓал и сум снимал и сега ги обработувам, ги правам.
веќе од прилика колку 2 години, чим спомнавте за време на пандемијата се 2020 година, Пандемијата 9 март тргнавме. живеете во Германија, но Македонија ја носите во душата и мелодијата од македонската песна очигледно и таму ја пренесувате. Имаме многу македонци кои што живеат во Германија. Се запознавте, се сретнавте со нив, имате ли некаков контакт? Па така, секако кога веќе короната си замина, беше дозволено се пронајдовме со колегите, исто така оформивме бенд во Германија, Мерак бенд, да ги поздравам колегите исто, еден специјален поздрав и до мојот колега Флори Манев, кој заедно соработуваме. Таму ги забавуваме нашинците што се во цела Европа. Сега на 27 мај гостувам во Швајцарија, после тоа во Аустрија, Германија имаме доста претежно македонски забави. Тоа полека ни тргнува на добро. Одлично што се слуша македонската песна на секаде низ светот. Овде споменавте, доаѓате за свадби, дека е букирана целата следна сезона за свадби, односно венчавки македонски, каде што ќе се слушне вашата гајда, вашата тамбура, вашиот кавал, така вие свирите на повеќе инструменти. Всушност, ќе се согласите со мене, без разлика што велите дека над 40 ги следат тие, но кога доаѓа свадба, токму овие инструменти ја прават македонската свадба. Дали е така, Дарко? Точно така, да. Мојата гајда е препознатлива во Источна Македонија, каде 10 години веќе имам своја публика, 10 години свадби, сето тоа и ми оде добро. За жал заминав, но размислувам после сето ова за некакво враќање назад. Па ќе видиме како ќе биде. Добро, вие сте овде и постојано со самото тоа што доаѓате за тие свадби. Моментот ми беше какво е чувството? Јас имам впечаток дека кулминација на една свадба е моментот кога ќе се слушне една од овие инструменти. Некако тоа е врвот на една македонска свадба. Дали? Па да, во денешно време не почнува свадба без гајда, зурла, кавал, тапан. Тие инструменти се една атракција моментално на секоја свадба, на секој македонски веселби. И мило ми е тоа што така иде. Претпоставувам во Германија работите нешто сосема друго, што споменавте дека ова ви е едно хоби. Како планирате, дали можеби некогаш сте размислувале да ја насочите вашата професија токму во музика? Па да, сум имал овие, таму сум јас веќе 3 години, имав покана, прво да се навратам назад, 2013-2014 година имав мој културно-уметничко друштво во село Ињево, но за жал по масовното заминување на населението во село Ињево останав без деца и мораше да ставам клуч на сето тоа. Тажно да се Мораше да ставам клуч на сето тоа. Сега живеам моментално во Дизелдорф. Таму има црква македонска, Света Петка, исто така клуб, и бев поканет на 2 прослави на црковната општина Света Петка, каде ми дадоа и некоја понуда за воиднина да преземам еден простор во црквата каде што може сите
деца на нашите луѓе македонци да ги учат македонските ора, па доколку има некои заинтересирани и македонските инструменти, и македонската песна, сето тоа и тамо да продолжи, да не згасне. Па се надеваме дека ќе ни успее сето тоа. Па јас се надевам дека ќе успее, посебно со луѓе како што сте вие, верувам дека треба да бидете и погласни можеби и како што споменавте на новите генерации да им се пренесува на еден модерен начин како што сте обиделе македонската песна. Па да, има. За жал, можам да кажам дека денес некогаш не било така, но денес ова се повеќе поштува во Скопје, отколку во другите градови и села. Затоа што децата од село многу пати се сраму, можам да кажам дека имаат сраму од овие инструменти. Зошто? Како стигнуваме до тој момент да се срамиме од... Не знам и јас самиот тоа си го одговорам. Знам дека моите генерации, јас кога ќе извадам гајдата, па не е толку прифатено. А додека овде во Скопје и денес културно-уметничките друштва и сето тоа функционира во доста добро функционира сето тоа. Моментално кај нас го нема тоа. Го нема. Каде сите исто така професионалниот ансамбл Танец на Македонија кој спрема кореографии од нашиот крај. И тука го прават тоа и во културно-уметничките друштва, но кај нас гаснува тоа. Жал ми е. Да, жално е, но затоа еве ќе се обидеме и ние медиумски да ја покренеме свеста и кај новите генерации да се запишуваат на игра орна, да се запишуваат во училиштето Илија Николовски Луј каде што си завршил. Какви спомени имаш од таму? Прекрасно. Денот ни почнуваше со музика и исто така завршуваше со музика, со песна, со оро, позитива и така. Дарко, нашиот разговор започна со музика, со твојата прекрасна гајда. Ке те замолам нашиот разговор да заврши и со уште една твоја мелодија со тамбура. Се надевам дека нема да ти пречи да ни отсвириш нешто на нас и на нашите гледачи. Со задоволство ќе го направиме тоа. Ми беше задоволство да ти имаме во Добро утро секој утро. Разговорот овој завршува, но ветуваме и нов разговор кога повторно ќе ни дојдеш во Македонија. Ви благодарам уште еднаш на поканата. Се надеваме дека во следна прилика пак ќе се сретнеме. Да уживаме во прекрасната мелодија со тамбура од Дарко Коцев.